Денешното мое излагање, всушност тоа нема да биде ни излагање, туку напросто размислување пред сите вас и пред себе си, го наставив како навраќање. А овој збор навраќање има повеќе значење. Или може би да се употреби во повеќе пригоди за да означи различни ситуации. Понекогаш одиме и ако некој не праша каде одите, ќе речете, па јас сум на враќање кон хотелот во кој сум одседнал. Или тоа е на враќање кон некој мој пријател. Тоа може да биде на враќање кон домот во кој живеам. Тоа може да биде на враќање во местото или институцијата во која некогаш сум работел. А сите тие действија, мои условно кажано акции, се некакви навраќања. Кон домот, кон хотелот и така натаму. Ние сме навраќање. Кон нешто од што сме излегле и се повторно сакаме да се враќаме. Во таа смисла тоа е навраќање. Но понекогаш, размислувајќи, се навраќаме на минатото лето, на минатиот годишен одмор, или може би на минатиот ден, или на предмалку изминатиот час. И тоа е навраќање. Навраќање не е само кога одиме кон некое место од кое сме излегле, седно дали сме биле таму постојано, стално, или сосема привремено. Но навраќањето може да биде не само просторно, туку и временски. Претходно реков, се навраќаме на едно убаво сончево лето, поминато покрај море. Се навраќаме можеби на моментите во кои сме биле тажни или радосни. Се навраќаме на моментите во кои ни се раѓале децата. Се навраќаме во временска смисла на нашето детство. Значи има повеќе значење зборот навраќање. Но секогаш упатува на нешто кое е било или сме го напуштиле и повторно одиме кон него, или време кое некогаш било и веќе никогаш нема да биде, но на него се навраќаме барем мисловно, емотивно. Во уметноста сум сретнал многу дела кои како своја централна тематика или една од тематиките е току навраќањето кон нешто, некаде или некогаш. Еден од тие филмови е, претпоставам за повеќето од вас, непознат филм. Јас би рекол камерен филм, не камерен затоа што се случува во еден мал простор или мала просторија во некаква камера, соба, собичка или слично на тоа, туку камерен кој е со низок буџет, но кај мене остави снажен впечаток. Тоа е филмот Срцата во Атлантис. Од исто така релативно непознат режисер, Скот Хикс, австралијанец, по потекло и по државјанство.
а главната улога ја игра Ентони Хопкинс. Тој е релативно нов филм, дали има 10 години како е снимен, и кога ми беше предложено да учествувам во 7-миот филозофски филмски фестивал, прво се одлучив за тој филм. Но, како што обично работите бидуваат, никогаш не се остварува оно што, или не секогаш се остварува, оно што сте го наумиле. Во овој случај, нови филмски фестивал да го гледаме, филозофски филмски фестивал да го гледаме Срцата во Атлантис. И тогаш почнав да се навраќам и јас, значи почна некој моје навраќање на некои филмови, некои скоро гледани, некои средно давно гледани, некои давно гледани. После неколку предлога на неколку филмови, а тие не можеа да се остварат, бидејќи се поврзани со авторските права, дојдов до овој филм, што сега го гледавме, Граѓанинот Кейн. Снимен, колку што се сеќавам, 1941 година. Овој филм сум го гледал барем 10 пати. Нешто повеќе, нешто помалку. Не можам со точност да тврдам, отприлike 10 пати. Дали се сега тоа 8, 9 или 11, 12, вклучувајќи ги денешното гледање. Значи се одлучив за овој филм, бидејќи според моето доживување, значи тука не станува збор само за еден рационален однос кон филмот Граѓанинот Кейн, туку и за едно длабоко доживување на овој филм, е филм кој е целосно исполнет со навраќање. Кон различни места и кон различни состојби, кон различни периоди од животот. Филмот ни самиот веќе не знам кога последен пат сум го гледал. Предпоставам дека тоа било пред 20 години. Пред некој ден го симнав од интернет или од оние пиратски линкови, сајтови, меѓутоа не го гледав дури вечерва, значи после 20 години дури вечерва. Зошто прекинав да го гледам овој филм? Значи, зашто 20 години не сум го гледал. Човек умее во текот на денот една песма 10 пати да ја пушти. Или 5 пати, или 15 пати. А ете овој филм кој ми е толку драг, не сум го гледал 20 години и 20 години. Не сакав да се навратам на него. Не сакав да се навратам на него затоа што се плашев дека можеби еден ден веќе во него нема да го гледам оно што некогаш во него сум го гледал и доживувал. Дека едноставно ќе ми биде оневозможено враќањето кон Граѓанинот Кейн. За среќа се случи обратното од моето стравување. Јас повторно го доживеав оно што секој пат сум го доживувал кога го гледам Граѓанинот Кейн, а после неговото гледање неколку дена сум под снажен емотивен впечаток на овој филм и не се плашам да ги признам моите емоции, макар што емоциите може да откриват и слабости. Јас повеќе се плашам од луѓе без слабости, отколку од луѓе со слабости, тоа е луѓе кои умеат да ги кажат своите слабости, она што ги мачи, она што ги тишти на некој начин.
Пример, но до некаде само пример, за човек кој се плаши од своите емоции е граѓанинот Кейн. И ќе се обидам полека да го илустрирам или да го покажам или подкрепам ова свое мислење. Тоа е малку тешко, бидејќи филмот е сложен. И не туку така се смета за еден не само култен, туку може би за најзначаен филм во историјата на филмот. Како почнува и како завршува филмот? Забранет влез. Тука не е дозволен влез. Каде? Има една клучна реченица, заpravo скоро секоја реченица во филмот е клучна. Не секоја сцена, туку скоро секоја реченица, велам, клучна и секој збор е клучен. Има еден дел во филмот, да речеме некаде на почетокот, но се повторува и на крајот. Пак имате навраќање почеток, крај, крај, почеток. Во која од прилики се вели, значи ја парафразирам, ние знаеме што се граѓанинот Кейн направи, но ние не знаеме кој е граѓанинот Кейн. Ја знам дека тој и тој ја напиша таа и таа книга, дека тој и тој ја напиша таа песма, ако станува збор за поезија, дека тој и тој ја испеа таа песма, дека тој и тој го направи тој и тој филм кој многу ме возбуди. Но не знам кој е тој. Целиот филм е заpravo една загадка во која треба да се открие кој е граѓанинот Кейн. Не што направи граѓанинот Кейн, туку кој е граѓанинот Кейн. Бидејќи времето полека одминува, кај мене емоциите работат, а тоа го сметам за добро, бидејќи доста лошо мислам, кога оно што го мислам воедно и не го доживувам. Некој смета дека емоциите само го оптеретуваат разумот, јас сметам дека емоциите само му возможуваат на разумот уште повеќе да се отвори, проблеска, да засвети, бидејќи колку што се лоши, безумните, не со разум проследени емоции, толку е страшен, може би пострашен разумот без душа и без емоција. Затоа велам, емоциите, чувствата, кога говорам, седно во која пригода говорам, некако ја појачуваат мојата мисла. Тоа не значи дека мојата мисла кој знае колку јака или дека е воопшто јака, но напросто говорам како тоа го доживам или како емоциите влијаат врз мене. И сега ќе се обидам полека да привршувам, надевајќи се дека после моето излагање ќе има размена на мислења. Што е според мене суштината на филмот? Или онака срцепарателно кажано, што сакал писателот, тоест режисерот заедно со сценаристот да каже? Па целиот живот, според мене, не е ништо друго освен едно сеќавање. Одземете му го на некој човек неговите сеќавања и тој ќе престане да биде човек. Но не само ако му ги земете неговите сеќавања, па ќе престане да биде човек, туку ќе престане да биде човек и кога другите ќе прекинат со своите сеќавања за него. Во таа смисла може да се рече дека целиот живот не е ништо друго освен едно сеќавање. И оно што сум јас сега, сум само резултат на моите сеќавања. Избришете ги и јас ќе прекинам да постојам. Вие ќе ме гледате,
може би ќе се движам, но нема да видам човечко суштество без сеќавањата. И еве помина може би половина минута и настанува сеќавање за оно што било пред половина минута, кога реков: избришете ги моите сеќавања, јас ќе престанам да бидам она што сум. Да не должам, да не вртам, додам кон она што е суштинското. Приказната заправо започнува за граѓанинот Кейн оној момент кога на една фарма, на една зимска идила, во која тој како безгрижно дете, без разлика на неговата социјална или економска припадност, бескрајно радосно се спушта со санката по брегот, целиот покриен со снег, и воедно целиот тој предел исполнет со снег. Паѓа. А малиот Чарлс, покасно познат како граѓанинот Кейн, се спушта, се лизга или се санка со својата санка, и додека тој така се санка, него полека го насанкуваат, бидејќи се постигнува договор, од сега натаму го зимаат други на воспитување, тоест другите ќе го вредат во ѕидот на животот, од кој секоја тула што ќе се обиде да штрчи малку, да излезе напред или назад, лево или десно, ќе биде вратена, нешто слично како онај спот на Pink Floyd од ѕид. Но да не ги правам сега тие дигресии, малиот Чарлс се опира, сака да остане тук, каде што се родил и каде што ги поминал првите своји 5, 6 или 10 години, колку имаше веќе тоа дете. Но безуспешно е, бидејќи неговите родители се грижат за неговата светла иднина. И тој го напушта домот, заправо принуден да го напушти домот, он е на некој начин протеран од неговиот дом, од своето гнездо, нека делува тоа помалку и патетично, семејно гнездо. И како завршува таа сцена, дали се сеќавате? Санката, која останува на снегот и која покрива снегот. Човек добива впечаток дека тука веќе е се завршено. Штом се покрил снегот, нема веќе натаму ни сеќавања, ни навраќања. Но која е наредната сцена во филмот? Кейн го слави, односно Чарлс, ајде уште е Чарлс, кој свој роѓен ден и за Божик му даваат прекрасна санка. Но таа санка не е онаа санка што имала во детството. Таму откај што бил отргнат. И полека тој човек се развива интелектуално на највисоките или најпрестижните универзитети во светот, станува наследник на тоа огромно богатство, станува моќен човек, станува се, но навидум делува грубо, нечовечно, безчувствително, иако пак никој од оние со кои разговараат новинарите или новинарот, во ниеден момент не го осудува. Никој за него не рече беше лош човек, иако лошо постапуваше. Но како и да е, пак тоа внимателно гледање на филмот, може би потребно е повеќе пати да се гледа филмот за оние кои не го гледале еднаш, кои го гледале само еднаш, ќе се види како ќе се промакне реченица, нему му треба љубов. Тој сака да биде сакан. А кој сака да биде сакан? Тој што е сакан? Тој што е сакан нема зошто да биде, да има потреба да биде сакан.
Тој е сакан и тука се завршува. Сака да биде сакан оној кој не е сакан. Сака да биде љубен оној кој не е љубен. Тој сака да пружи љубов, но не може да пружи љубов. Зошто? Затоа што љубов не почувствувал. Затоа што е откинат од корените, од леглото, од таму каде што се родил и таму каде што во една идила ги минал своите први 5, 6, 10 години и потоа е ставен во таа машина која создава успешен човек, но човек без љубов, во двојна смисла. Не почувствувал љубов и од тука не може да пружи љубов. Во таа смисла, граѓанинот Кејн е крајно стерилизирано суштество, не по негова вина. Замислете суштество кое не може не да биде љубено, туку кое не може да љуби, кое нема емоција. Дали тако суштество може да биде среќен? Целиот филм е всушност една неверојатна тага. Најтажни, барем според мене, и најтрагични, воедно со оние така наречени комични моменти, да речеме со учителот по пеење италијанецот и оние навидно смешни обиди на неговата втора сопруга да пропее. Тоа е тажно. Тој бара компензација за оно што го нема, по секоја цена. Но џабе му. Како започна филмот? Кејн умира, но како умира? Испуштајки, што? Една стаклена топка, тоа се оние лицитанерски, што ги продават по ние ефтини саеми, селски, така натам, кога кој ги разматите, ќе се разбуричка некаков снег и паѓа. Имате впечаток за некаква зимска идила. Значи, филмот завршува, односно Кејн завршува со таа топка која испушта, или е затресуван, почнува снегот, паѓа и што изговара? Пупката, розината, пупка. Веќе тоа кажува дека целиот живот Кејн се навраќал кон оној свој дом од кој беше така безчувствително отрнат. Но понекогаш, колку и да се навраќаме, никогаш не ги можеме да се вратиме таму, каде што сакаме да навратиме, бидејќи тоа таму веќе не постои, а и ние самите веќе не сме тие што таму и тогаш сме постоеле. И како завршува филмот? Соборот вели, пак ја подсетува на сцена на почетокот. Па ја испушти, вика, таа стаклена топка и рече пупка од роза или розина пупка. И во сето тоа, ајде условно да го речеме богослов, во сета таа неумерена натрпаност со секакви ствари, со се и се што од највисоки, од предмети со највисока уметничка вредност кој се дострели на, да го наречеме естетски дух, чувство за уметност, па до најбанални нешта. И во тоа расчистување едно банално нешто е фрлено во огнот, како безвредно, камерата се приближува, ние гледаме, пишува Rosebud, а тоа е всушност санката. Сепак, граѓанинот Кејн се обидувал цел живот да го врати детето Чарлс Кејн. И помеѓу сите тие нешта што ги имал таму, ја имал и санката, може би, како најзначајното нешто, која беше фрлена како сосема беззначајно. И филмот завршува како чадот излегува од санката и од другите наводно безвредни предмети
но многу вредни за самиот Каин. И пак, оној надпис забранет влез. Во што забранет влез? Па мислам во човечката душа. И може би не треба така да се свати буквално забранет влез, туку повеќе може би тоа асоцира тука не може да се влезе. Не може да се влезе во човечката душа, колку и да се обидуваме. Не може да се влезе и од другите, не може да се влезе и од нас. Бидејќи доколку би успеале во целост да влеземе во нашата душа, тоест да ја сватиме, тогаш не би ги имале оние мани што ги имаме и не би биле луѓе, туку би биле совршени суштества. За среќа ние не сме совршени суштества и за среќа како несовршени суштества ние сме луѓе. И само уште еден детал од филмот, кој може би оди, мислам дека оди во прилог на што до сега го кажував, или гласно размислував. Тоа е посетата на новинарот кај Бернштайн, односно Бернстин. Кога го прашува што може да значи овој збор пупка, кој му вели никогаш, ама никогаш нема да разберете. Затоа што, не само затоа што човечката душа е неразбирлива, туку затоа што има некои нешта, навидом толку ситни, а за неколку толку значени, што никогаш не ќе можеме да ги забележиме. И во тој контекст, стариот Бернштайн или Бернстин се сеќава и му кажува на новинарот како на пристаништето, ми се чини во Њујорк, не е битно, на некој пристаниште, неговиот брод впловува, а некој друг брод испловува и тие два брода се разминуваат. И како тој гледа една девојка, како да е вчера, во бело облечена, и како нема ден да не помисли на таа девојка. Тоа не е експлицитно кажано во филмот, но тоа е имплицитно содржано. Таа девојка најверојатно не го ни погледнала, а камоли запамтила. Но сепак целиот негов живот, животот на Бернстайн, некако минува во сеќавање или навраќање на таа девојка. А таа девојка може би веќе давна мртва, може би не е, но во секој случај не е девојка, туку старица, како што и тој сега старец. А може би заради драматургија додавам, може би и таа го видела. И може би таа секој ден или нема ден во кој не помислува на него, а и обајцата никој пат нема да разберат дека едниот за другиот размислуваат. И секој од нас има некоја девојка или некој момче кој некогаш негде го видело само за миг и му останало во сеќавањата, и останувајќи му во сеќавањата, секој ден се навраќа кон таа девојка или кон тоа момче, а таа девојка и тоа момче кој го одбележила, кој го суштински го определили на нашиот живот и на кој во секој миг се навраќаме, не мора да бидат девојка и момче, тоа може да биде едно камче на некој брегче, тоа може да биде, не знам, секој од нас, малку или повеќе, или барем од мојата генерација, сакајќи малку да се разликуваме од другите, носевме ефтини ланчиња, бидејќи немавме пари за скапи ланчиња, па сакавме да имаме и некоја стара пара на ланчето врзана, антиквитет, старина, некаква минатост. Но и немајќи пари за тоа, ќе најдевме некои пари од меѓу двете светски војни, да речеме, бидејќи се сребрени, па тие се малку со патина, па ќе ги исчукавме со камен или со чекан да малку се изобличат, па кој ќе удите дупка со клинецот, уште повеќе добивав изглед на старина, барем 3-4 годишна старија, носевме на грбчето.
И можеби таа паричка, која никому ништо не значила, некогаш и негде сме ја загубиле, а со таа паричка е врзана на нашето детство и ние постојано се навраќаме на таа паричка. И залудно е да се трудиме да ја сватиме човечката душа и залудно е да се обидиме да влеземе во оно што е во кој е забранет влез или во кој не е можен влез. Но ако се вратам пак на онаа девојка или момче што некогаш негде кога сме го виделе, само за миг, а постојано се враќаме на него или таа паричка, седно кој предмет ќе биде, тогаш, барем јас доаѓам до сознанието дека сите ние сме граѓанинот Кейн. И дека никој никогаш не ќе може да ја разбере нашата тајна, вклучувајќи ни нас самите. Или да не обобштувам или генерализирам, нема да речам, како што претходно реков, дека сме можеби сите ние граѓанинот Кейн и дека филмот раскажува за секој од нас, туку ете јас сум можеби само граѓанинот Кейн. А секој нека се заклучи за себе си. Благодарам. И сега следи оно што би требало да следи, но нужно и не мора да следи. А тоа е најмалку прашање, туку размислувања, ставови, гледишта. Што не исклучува и прашање се разбира. Но зарем молкот не овој, во вакви ситуации не говори дека сме сите Кейновци. Се плашиме да проговориме, случајно да не се издадеме некоја наша слабост. Повеле. Сега испаќе јас сум и медијатор, водител и... Сега се слуша, добро. Значи, прашањето беше во врска со она последна сцена од граѓанинот Кейн, кога ги собираат неговите работи и ги фрлат во огнот и кога велат, осврнувајќи се на значењето на Роузбад, што би можело тоа да значи, и кога велат дека е можеби само едно парче од сожувалката и дека дури да се опише целиот негов живот, да го опишеме, не можеме да знаеме всушност или не може воопшто да се знае кој всушност бил граѓанинот Кейн. И сега се прашам овде, бидејќи во вашето излагање во еден момент правејќи еден осврт на филмот, пробувајќи да илустрирате со некои сцени, стигнавме до еден момент каде нели се обидовме да сумираме на некој начин суштината на филмот. И се прашувам токму на оваа линија, дали можеби опишувајќи го граѓанинот Кейн, филмот граѓанинот Кейн, дали можеме всушност да знаеме кој е и самиот филм, и дали филмот како уметност, овде пробувам да навлезам малку естетички, значи во суштината на филмот, дали опишувајќи го филмот и пробувајќи да ги разгледаме сите оние моменти без разлика, сценариото, начинот на кој што е направена изведбата, дали можеме всушност да доловиме и самата суштина на тоа кој е или какво е ова уметничко дело? Постојано сум тврдел, кога велам постојано, че во вакви ситуации, кога се поставуваат прашања од овој вид, го давам скоро секогаш следниот одговор. Јас не знам што сакаше писателот да каже, но јас знам како тоа го сватив. Или, кажете ми ја вашата приказка или вашето гледање за Кейн, јас ќе ви кажам приказката за вас. На некој начин. Значи, секој себе си се гледа во уметничкото дело, но ние тешко можеме да кажеме што е тоа самото по себе. И дали тоа самото по себе има вредност, или ние му ја даваме вредноста, или вредноста е некаде помеѓу
естетскиот објект и естетскиот субјект. Може би тоа и во некоја диалектика сега кодиме по таа линија, бидејќи не може да постои субјект без објект, бидејќи во однос на што е тогаш тоа субјект и не може да постои објект без субјект. Ако тоа се пренесе на планот на естетскиот субјект и објект, без оној кој доживува и без она што е доживеано, може би не е можна ни уметноста. Од тука секој говор за некој уметничко дело е всушност на посреден начин говор за оној кој говори за тоа уметничко дело. Но оно што може да се каже на овој план околу уметничките вредности на филмот, ако не е сврзано со сферата на субјективното, тоа е повеќе условно кажано од една техничка или формална страна. Тука се внесени голем број на иновации во филмска смисла, како филмска техника. Некои критичари се сметаат, но верувајте, говорам само посеќавање, пак се навраќам, бидејќи ништо, ама буквално ништо, не прочитав од кога ми беше понудено да говорам за Граѓанинот Кейн, ништо за него. Но се сеќавам, значи се навраќам, кога читав за него, дека едно од иновациите што може би ова е првиот звучен филм, каде што музиката не е само некако фон или нешто да пополни, туку е во функција на самиот филм, на оно што се случува во филмот. И сега, ако се сеќавате некаде на почетокот, во Ксанаду дворецот, наеднаш се стемнува и наеднаш музиката хоп. Наредната сцена изгрева сонцето, оно не се гледа на светлината и наеднаш оп, почнува музиката. Веќе тука имате таа игра помеѓу сликата и музиката. Значи не е она, гледам нем филм, па некој ми свири таму на клавир. Тука има своја функционалност, да го подцрта, да го потенцира дејството или настанот во филмот. Понатаму, доста е цитирана, споменувана сцена некаде при крајот на филмот, кога он е веќе напуштен од сопругата и оди кон низ просториите на Ксанаду и проаѓа преку огледало, ама мултиплицирани огледала, лик во лик, лик во лик, лик во лик. Тоа го сметат исто така за една иновација во филмската уметност, но тоа може да се гледа и на еден поинаков начин. Кој е Кейн? Ние гледаме стотици Кейнови сега тука, а еден е во физичка смисла. Така што тоа е тоа од прилика што можам да го кажам за во врска со вашето прашање. Да. Ја би сакал да кажам 3 причини, елементи за трагедијата на овој американски могул, милиардер, мисла медијски могул. Она што го тврди Доналд Трамп, дека е купена американската медијска индустрија, се види дека он не може се да направи, освен тој својот критичар да го нареда да напише позитивна рецензија, значи не критичен. Второ, нема етичка култура, трето, нема емоционална и социјална интелигенција. И што е најважно за мене, овој филм за мене е новата слика на Пигмалион. Тој сака од една неталентирана пејачка да направи дива. Тој прави театар, пропаганда, организација, меѓутоа не може да натера педагогијата од неа што има проблем со увото да пее. Еднаш татко ме праша за еден мој другар што со мене учеше пијано и сакаше да биде оперски пејач. Ми вика, како беше концертот од Светска Софија? Велам, има прекрасен глас, да Бесинко има глас, ама нема слух. Па може да се гледа и не само што може да се гледа и низ она призма на која вие укажавте, и јас гледам низ таа призма,
Но има едно но, според мене. А зошто тој човек имаше потреба да создава Пигмалиони? Зошто имаше потреба да владее со луѓето? Да биде еден вид диктатор? Затоа што нему нешто многу длабоко му недостасуваше. А тоа е љубовта. И пак се враќаме на нешто и детството, кое никогаш го немал и која љубовта никогаш не е почувствувал. Отука и тоа сакатано суштество. Мене ми се чини дека сепак филмот не може да се сведе само на неговата социјална димензија, односно социјалниот аспект. Нормално дека Орсон Велс сака да ја разоткрие и таа ти се го дозволен тој избор, таа трулост на тоа општество, кој што тогаш постоела, несомнено. Но вистинското прашање е кој е Кейн и зошто Кейн тоа го прави? Зошто е таков? Дали он е таков роден? Или таков го создале? Тоа на суштинското. И според мене мислам, значи ја не го негирам оно што го рековте. Тоа е содржано и очигледно он инсистира на тоа, кога е моќна медиумите. И тоа ме подсетува на еден дел од економско-филозофските ракописи на Маркс, каде што прави неверојатна иронична анализа. Вели, ти не си убав, ти си грд, но имаш пари и можеш да си ја купиш најубавата жена, значи ти си стварно грд. Ти си неверојатно убав, но немаш пари, никој не те сака. Значи ти си действено, стварно грд. Ти си сакат човек. Но имаш пари и можеш да отидеш кај што сакаш. Ти имаш здрави нозе, јако тело, но си врзан за своето родно место, бидејќи немаш пари, не можеш да отпатуваш. Ти си богат, а парите се ценат. Значи и ти си ценет. Со парите можеш да си ги купиш и најумните луѓе. Според тоа, ти собственикот на парите си умен. Тоа е една фина иронија. И на крајот, кон тој дел од економско-филозофските ракописи, Маркс вели, но ако сега го разгледаме човекот како човек, значи независно од парите или од неговата функција, од оно што го преследува или од оно што представува општеството, министер, пратеник, sejedno. Тогаш ќе сватиш дека љубовта само за љубов може да се размени, довербата само за доверба, но не можеш да имаш доверба ако не побудуваш кај другите доверба, не можеш да бидеш љубен ако не умееш да љубиш. Тоа е пак Кейн. А социјалната димензија е повеќе начинот да се каже оно што он сака да го каже. Тоа е тоа. Значи, ние со нашата функција, со нашите пари можеме се да постигнеме. Но во крајна линија, човек сака да биде сакан како човек, а не како функција, не како поседувач на пари, капитал и така натаму. И во тој дух Маркс го завршува тој дел од економско-филозофските ракописи. Ти сакаш, но не си сакан, тогаш твојата љубов е несреќна љубов. Зашто човекот може да биде среќен само доколку е љубен, а може да биде љубен само доколку љуби. И тука на еден неверојатен начин е споен алтруизмот и егоизмот. Ти си сакан, но не сакаш, ти сакаш, но не си сакан, тогаш твојата љубов е несреќна. Значи, во основа човекот е егоистично суштество. Сака да биде сакано. Но од друга страна не може да биде сакано доколку не породува љубов. Не можеш да добиеш ако не умееш да дадеш. Не во некоја трговска, економска смисла, туку во една човечна смисла, вели Маркс. И тука пак наоѓам некои додирни точки, барем јас, помеѓу Кейн, односно Орсон Велс и неговиот Кейн, и да речеме овој дел од економско-филозофските ракописи кај Маркс. Далеко од тоа дека Велс го читал Маркс, особено економско-филозофските ракописи кои се објавени нешто непосредно пред снимањето на
филмот, бидејќи се посхолно објавени, како што се сеќавам некаде интегрално 30-тите години од минатиот век, но добро, тоа е ирелевантно. Тоа е ирелевантно. Зона за која говориме. Благодарам. Јас би сакала само да поставам едно прашање што ми се наметнува пред гледањето на филмот и да прашам дали може би таа асоциација ја споделува и некој друг. Ме интересира зошто символот на пупката, нели? Ружината пупка. Дали во него се содржи, според оваа интерпретација, некој особено значење, бидејќи во принцип ако станува збор за нешто што има лично, интимно значење, како паричката или како било што не поврзува со нашето доживеано искуство, тогаш се би можело да игра таа улога. Значи, кога зборуваше професорот Цуцуловски, ми се наметна таа асоциација за една нерасцветена пупка, која што на некој начин снегот ја покрива во најчувствителниот, најделикатниот период од незиниот развој, односно тоа искоронување во тој период на раното детство. Така што ако таа ружина пупка е некој символ за нереализираната, нели, љубов, нереализираниот пат кон себе си, што секогаш се остварува преку она што го добиваме од другите, можеби таа слика на снегот што ја покрива пупката и снегот што ја гори пупката подеднакво нерасцветана, значи како еден сон за и меланхолија за нереализираната љубов, што значи нереализираната самоактуализација во оваа асоциација. Дали може би тој символ на ружата не е туку така случаен? Мислам, пупката што останува на некој начин само едно ветување. Само не знам дали се слушат, имам комплекс од слаб глас. Не дека ме бие лош глас, може би тоа ме бие, ама гласот ми е слаб. Имајќи ја таа можност да се потсетам на дружбите со професорот Цуцуловски на предавањата, ми текнува дека на Умберто Еко името... На професора предавме. Не, на професорот. Почнавме да се вреѓаме. За публиката. Значи, например, на Умберто Еко името на ружата. Ми се чини дека имавме така прилично продлабочени дискусии во поглед на тој роман и оној лајт мотив дека од некогашната ружа останува само името во светот и сеќавањето на неа. Така некако ми се поврзаат тие два мотива. И сеќавање на сеќавањето. Да, тие два мотива, па едноставно така, ако може да го споделиме таа тема. Мислам дека, или се надевам дека не правам некоја изнасилена паралела. Има нешто хегеловско тука кај пупката, кај Велс. Тоа не значи дека Велс го читал Хегел, но луѓе кои автентично мислат доаѓаат до многу слични мислења или заклучоци. Хегел вели што е цветот, односно пупката сама по себе, ништо. Таа станува нешто дури кога ќе стане цвет, која не е негација. А што е цветот сам по себе? Без плодот, ништо. Тој смислата на своето постојање наоѓа дури во плодот. Ние плодот на оваа пупка нешто не го видовме, ни цветот не го видовме. А тоа значи дека е се дадено во некоја потенција. Пупката е некој можен кен во потенција. И ви Аристотел, и оно на кое со тебе, пак многу пати сме разговарале, дека постои неверојатна сличност помеѓу Аристотел и Хегел за Маркс. Не сакам не да говорам, веќе го сметат за можеби најдоследниот хегелијанец, не на онтолошкиот план, туку баш на план на методот, на пристапот кон нештата. Така што во таа пупка е уништен можниот граѓанин Кейн. Не му била дадена можност да се развие во цвет, а камоли во плод. Значи, оно што било во потенција, во тој момент било уништено. Како што во истиот момент, кога ќе проволтаме едно јајце, ние проволтуваме едно пиле. Тоа е Аристотел. Зашто јајцето не е ништо друго, освен пиле во потенција или пиле кој се уште не е пиле, но кој може да биде пиле, а ние не сме го дозволиле да биде пиле. Бидејќи сме го испили и испршили. Епа интелехија е, ама овој не дошол до својата интелехија.
Не, јас не ве чув, затоа што имам добар слух туку, затоа што ви гласно говорите. Се шегувам. Да. Јас би сакал само да го дополнам професорот. Во контекст на прашањето Ана што го постави, што е она новост во филмската уметност. И тоа токму се поклопува со насловот што професорот Цуловски го даде на своето излагање на враќање. Имено прв пат во филмот, во филмската уметност, имаме случај каде што имаме навраќање, нели, повеќе пати во текот на овој филм. Јас сега не го гледав, меѓутоа сум гледал многу пати. Навраќање, значи цели секвенци се враќа во смисол нарацијата не оди сукцесивно во на темпорална смисла, туку има навраќање, да, викам сега стручно, ја не сум филмаџија. Значи тоа е тоа новост во филмот, навраќање на соодветно Самата нарација. да. И сакам да го прашам нешто професорот. Дали мислите дека човечкиот живот, како во случајот на Кейн, е детерминиран заради некаква компензација во она фројдовска смисла, да се компензира нешто што ете не недостасува? Па се што он правеше според моје мислење, значи цело време кажувам според моје мислење, да не повторувам натаму, е заправо компензација на оно што го загуби. Се што правеше, заправо компензираш во фројдовска смисла. И во таа смисла треба да се кате на суштество. Пуква која не расцветала, а камоли да преминала во плод. Значи, се е тоа компензација. Оно што господинот Гајдо го постигна како своје гледање, што се согласувам. Он компензира сакајќи да создаде имитати на себе си, или да создаде нешто што он би сакал да биде, или би сакал да поседува, славна пејачка. Се тоа компензација. Дали може да се редуцира живота на секој човек на компензација? Па тешко дека би можело по моје мислење, прашање сега на степен. Бидејќи реков, ако имаме целосно реализирана личност, тоест личност која дошла во својата интелехија, Аристотеловски кажемо, тогаш би имале совршено и како совршено довршено суштество. А страшно е да видите недовршено, уште пострашно е да видите довршено. Како човек. Според тоа, во секој од нас нешто мајнка, нешто не достига, и во таа смисла многу пати компензираме, не знаејќи дека компензираме. Прво да се заблагодарам за вдъхновеното искажување на драгиот и почитуван колега Чуловски и за хегеловскиот и марксовски пристап во толкувањето на Граѓанинот Кейн. Дело што и јас многу пати сум го гледал и секое следно гледање ги овозможува низ асоциации да се разбудат кај мене, а еве и во тој контекст јас да бидам под влијание на емоциите, сакам да укажам барем на неколку можни толкувања на определени клучни сцени за кои што и веќе се говореше досега. И тоа една друга димензија може да се добие со малку поинаков поглед од страна. Еве да тргнеме од укажувањето дека на самиот почеток започна приказната за Кейн. Се уште јас сум на ниво на еден сознаен пристап, а потем ќе кажам дека овој филм подразбира многу повеќе еден кантовски пристап на планот на формата, а не само на планот на содржината на филмот и на ликовите, но и на овој план ако останеме и херменевтички, ако сега се обидеме да ги поврземе нештата, треба некои детали да ги, или барем можат да се забележат многу јасно. Например, таму стоеше no trespassing. Забрането минување, не забранет влез. Јас реков, тоа може да се протолкува. Да, и разбирам. мене ме асоцира на разбирам. Меѓутоа, за мене е многу побитно, може тој да стави забранет влез. Не е забранет влез во
кралството на Кейн. Тој напротив постојано се обидува да го направи транспарентно се оно што тој го прави. Значи, се бори да биде тоа транспарентно. Забрането е минување во смисла на тоа не може секој да влезе и да помине, само одраните влегува. Таму може да влезе одран. Натаму, почетокот на филмот и самата символика на Ксанаду не е случајна. Ксанаду е всушност Кублай Кан, песната на Колрич, и всушност воведот е вовед во еден романтизам, бидејќи филмот почнува со сцени кои што асоцираат на готски филмови, на готски романи, на еден романтичарски пристап, и всушност обидот на Кейн да го изгради Ксанаду е обид да се возобнови романтизм. И тоа е во контекст на прекинатото детство и на прекинатата игра, единствениот израз во тој случај да се вратиме повторно кон романтичното. Па дури може сега во тој контекст хегеловски да, ако толкуваме или марксовски, прекрасна беше споредбата од економските ракописи, филозофско-економските ракописи, но мене, да речеме, ми се буди согледбата врзана за препрочуено место од осмиот Маркс, не само од раниот Маркс, каде што тој тврди дека се што е цврсто оди во воздухот или гори, оди во част, everything that is Просто се извинувам, просто ја најавува постмодерната пак таму. Да рече. Затоа што она што беше цврсто, со горењето на санката Розбад отиде во част, се изгуби, исчезна. Остана она што е нецврсто, она што е привид. Привидот остана, симулацијата остана, симулакумот остана. Сега ова би било хегеловското толкување со една ваква... И марксовско, апсолутно. И марксовско. Меѓутоа сега кантовско едно толкување, ако даваме тоа, малку на друга страна ќе носи, бидејќи за мене како професор по естетика, формалните белези на филмов се навистина импресивни и не можеме нито да ги ставиме на страна. Тука беа спомнати неколку, но сакам барем на еден пункт да укажам. Имено на фактот дека овој филм е во целосна согласност со се што се случува во доменот на модерната литература. Затоа што тој го следи она што Џојс го создава во тоа време, во прозното творештво, што кај Вирџинија Вулф се случува, и всушност она што кај Форд Медокс Скот се случува во неговото воведување на недоверливиот раскажувач. Unreliable narrator. Овде имаме недоверлив раскажувач мултиплициран. Затоа што секоја приказна од овие наратори е рашомоновска приказна, дава еден друг агол во толкувањето на приказната за животот на Кейн. Тоа не е најважниот филм. И сега, за еден ваков филм, за еден ваков канонски филм, навистина е тешко да се зборува. Единствено може субјективно да се пристапи, како што беше пристапот на колегата Сусот, како што е и мојот, но не смееме да ги забораваме и овие формални аспекти. Токму оно што го внесува, кадрирањето, да речеме. Секоја сцена е прекрасна, што право. И најважната на планот на нарацијата и затоа, може би затоа, иако јас не сум многу склон да верувам дека Академијата, која доделува Оскари, е толку доверлива во однос на незините решенија, овој филм е награден единствено како за сценар. Тој на 8 голдајани суштетена. Нема награда за филм, нема за режија, нема некој за глумас, исто така нема, но не е ни битно тоа. Тоа покажува колку наградите се социолошки феномен, а не естетски. Затоа што ниту му одзеле нешто, ниту му додаде нешто наградите на овој. Но оно што останува до ден денешен во однос на овој филм е токму иновациите на формален план, а за тоа ќе треба на некој масектор да се говори после. А ние сме правили анализи на поракот на нашето училиште естетика, кој го гледале филмот со студентите, ги анализиравме поминатото и сцените од овој филм. А немав намера да говорам, но навистина не можам да не кажам некој збори јас и да земам учество во ова славење на филмот, но и на филозофијата. Бидејќи ова е навистина еден филм во кој што филозофските елементи се неверојатно успешно инкорпорирани, а тоа не е направено со доцирање, не е направено со предавање, не е направено со некако декларирање на филозофски идеи, туку тие изникнуваат од самата приказна. И тоа е убавина.